Одлична репортажа на Нина утре вечер 21 часот, оно што го видовте во промото на Телма за Турција од незиното патување, на вистина интересни материјали, не се пропушта и не заборавајте да го проследите ова што Нина го подготви за сите гледачи на Телма, а ќе можете да го погледнете првиот дел утре 21 часот на вашиот омилен канал. Одиме сега полека со оние информации кои што ги имаме овде, културни настани, случувања и така натаму, оно што сакаме да го истретираме. Овој дел од емисијата и подароците кои што ги даваме, но тоа нека бидат гледачите така со нас, бидејќи за некое кратко време ќе можеме или ќе требаме да ги вклучиме. Така е. Почнуваме со ред. Мене ми е наистина жал што не можевме да ја имаме во студио Билјана Николова, но поради обврските кои што таа ги има, односно Димитрова, се извинам, Билјана Димитрова, поради обврските околу ангажманот како ментор за дечињата кои што денеска ќе го имаат својот прв концерт и поканети сте сите, се разбира некоја следна прилика ќе ја имаме во студио, но ја имаме телефонски за да ги информираме сите гледачи за овој концерт и да ве поканиме да го проследите во живо во Скопје 18:30. Билјана, добро утро. Добро утро. Не знам од каде Николова испадна, ама така си ми заведена у сценарио, но во секој случај Димитрова. Ворете, на грешките се неизоставен дел од работата. Така е, кој работи греши. Верувам дека нема да има грешки вечерва, така е, не смее да има, затоа што имавте навистина интензивни проби. Зборуваме за првиот концерт на првиот инклузивен хор во Македонија. Па, верувале или не, да. Напорно работевме во изминатите 2 години, за кои што и така и во рекламите слушнав имате нека емисија на вашата програма, но работејќи онлайн за време на она што се го нарековме пандемија на корона, во изминатиот период бевме принудени да почнеме да истражуваме малку во медиумот на песната. И откривме дека навистина лекува, како да ви кажам. Лекува, така е. Дека може да ни помогне подобро да зборуваме, подобро да се изразуваме, да имаме подобра дикција, но и подобро да се интегрираме во општеството. Да. Верувам дека соработката е навистина голема од страна на овие дечиња и вие како ментор сте задоволни, така? Сум презадоволна, именно сработката со трисомија трае веќе 4 години од прилика. Истражуваме во медиумот на театар и сценски израз. Веќе имаме поставена една представа за себе, која го има убавото име Шумска бајка. И во која што овој ансамбл се представи на сцената на неколку театри во земјата, но овој пат, како што реков, истражуваме во рамки на медиумот песна и се почувствувавме сигурно да го наречеме првиот инклузивен хор, заради тоа што тој не се потпира на техничката точност, да речем, на пеењето. Така. Туку ги вклучува сите оние кои што сакаат да пеат. Сите оние кои што можеби немале претходно прилика, можеби биле, да речам, ќе ги охрабрам, одбиени од некоја аудиција, можат вечерва да дојдат и со нас да запеат, да си го најдат нивното место. Па, ајде официјално да ги поканиме сите наши гледачи кои што, ето, 18:30 ќе се прошетаат во центарот на Скопје, да дојдат и да проследат и вашата програма. Значи вечерва од 18:30 на местото познато како Плочник. Тоа е оној убав простор на Градски цвит, блок 13, позади соборна црква или клуб на новинари. Тоа се оние убави површини создадени во архитектурата на градот Скопје, создадени за дружење, создадени за комуникација и каде што ќе можеме да заедно уживаме, да речем, во песната, за да се подсетиме на некои песни од македонската народна и забавна музика и она што нели популарно се нарекува афтер во петок. Да. Афтерот овој After петок work, да. Афтерот овој петок е на Плочник во 18:30, каде што ние ќе се потрудиме да го оправдаме овој наслов како првиот. Многу убаво кажа. Многу убаво кажа. Наместо денеска петочки по ресторани и кафани после работа да дојдат и да запеат со вас, верувам, големи рефрени, познати рефрени и хитови од македонската музика, забавна и народна. Многу успеси, гушки до сите и да ни дојдете во студио на гости да ве чуеме и овде во живо. Следна прилика.
Ви благодарам на издвоеното време. Навистина ни значи што не препознавте и што не поканивте да кажеме збор два. Нашата цел е да бидеме видливи, да покажеме дека покрај тоа што сме различни, сме способни да направиме нешто убаво за ова општество, дека не треба да бидеме затворени, не треба никој да се плаши од нас заради нашата различност, но токму нашата различност е она што не прави убави и што може да го направи ова општество поубаво и подобро за сите. Благодарам Билјана уште еднаш за даденото време и успешен концерт вечерва. Односно попладнево кој како са. Поздрав. Чао. Ви благодарам, чао. Поздрав.